Американците одлучуваат кој ќе биде председател во наредните 4 години. Анкетите му даваат предност на Бајден, но разликата со Трамп е мала, па неизвестноста останува. За најновите информации за атмосферата таму, директно во овие вести од Вашингтон, го вклучувам колегата Никола Крстик од Гласот на Америка. Крстик, повели. Да, добар ден. Поздрав од Вашингтон. Доналд Трамп или Џо Бајден, кој ќе ја води најмокната земја во светот во наредните 4 години. Уште од ран утрово, американските граѓани се упатија на гласачките места. 100 милиони веќе гласа и пред самиот ден на изборите. За споредба, пред 4 години, вкупно на гласање излегоа 139 милиони луѓе. Па од тука, аналитичарите очекуваат дека годинава излезноста ќе биде рекордна. Првичните резултати се очекуваат доцна вечерва по американско време, но за конечно прогласување на победник може да поминат денови, па дури и недели, во зависност од тоа колку ќе биде тесен резултатот. Просекот од анкетите на национално ниво покажува предност на Џо Бајден пред Доналд Трамп меѓу 7 и 8% поени, но разликата во клучните сојузни држави кои веројатно ќе го одредат победникот е многу помала. Изборниот ден доаѓа по долга и жестока кампања со сериозни меѓусебни обвинувања меѓу Доналд Трамп и Џо Бајден. Актуелниот председател предупреди дека се можни постизборни насилства поради одлуката на Врховниот суд да дозволи продолжено пребројување на гласовите во Пенсилванија, сојузна држава која може да биде пресудна за крајниот резултат поради компликуваниот изборен систем. Тоа ќе овозможи измами и ќе го поткопа целиот законски систем, ќе поттикне и насилство на улиците, напиша председателот на Твитер. По ова, социјалната мрежа додаде коментар дека дел или целата содржина на твитот е спорна и може да доведе до заблуда. Џо Бајден не ги коментираше предупредувањата на Доналд Трамп. Нема да одговорам на ништо што тој кажува, кусо рече кандидатот од Демократската партија. Властите и трговците во повеќе градови, меѓу кои Њујорк и Вашингтон, особено околу Белата куќа, ги забарикадираа извозите во обид да спречат штети при евентуални насилства. На крајот од кампањата, Трамп порача дека гласањето е избор меѓу американски сон и социјалистички кошмар, меѓу закрепнување и депресија. Бајден пак го нападна актуелниот председател за начинот на кој се справи со пандемијата. Многумина не гледаат светло на крајот од тунелот, а Трамп се откажа од борбата со вирусот, рече тој. Кој да победи на изборите ќе биде најстариот председател во историјата на Соединетите Американски држави. Џо Бајден пред евентуалната инаугурација на 20 јануари ќе наполни 78 години, а Доналд Трамп веќе има 74. Паралелно со председателските избори се одржуваат избори за сите 435 места во представничкиот дом, како и за 35 од 100 места во Сенатот. Па денешниот ден може целосно да го промени распоредот на силите во законодавниот дом на САД. Како што кажав на почетокот, неизвестноста е голема поради тесната разлика меѓу кандидатите. Според најавите, првичните резултати ќе се знаат вечерва, но може би дури утре, па и во наредните денови. Тоа е за сега се од Вашингтон. Студио? Како и да, иако нема да имаме никакви детали вечерва, сепак сакаме да ја видиме и да ја чуеме од тебе повторно во живо во 22 атмосферата по гласањето.